Ако Македонија го прифати предлогот на Франција, веднаш ќе започне со скринингот, ама мора да се смени уставот пред првата меѓувладина седница. Шефот на Европскиот совет, Шар Мишел, во ненајавена посета на Скопје, директно се вклучи во убедувањето дека она што го испорача Брисел во форма на компромисно решение е најидеалниот предлог за Македонија. Премиерот Димитар Ковачевски тврди дека власта цврсто стои на позициите кои се дел од резолуцијата усвоена во собранието, ама сега било време да се исполни визијата за членство и да сме делувале мудро и државнички. Сепак, премиерот се вознемири од прашањето дали откако не успеа да ги убеди македонските граѓани дека предлогот на Париз ги штити македонските национални позиции, напомош ги викна европските тешкаши. Мишел сам побрал да дојде во Скопје и да биде дел од консултациите. Вели Ковачевски. Дали во неуспеха да ги убедите македонските граѓани дека францускиот предлог е добар и дека идентитетот ни е заштитен, јазикот и историјата нема да бидат допрени, го поканивте господинот Мишел денеска ненајавено да пристигне во Скопје. Господинот Мишел изрази желба да дојде во Република Северна Македонија. Значи, не се работи дали председателот Мишел ќе убеди некого, дали председател на влада ќе убеди некого, дали министер ќе убеди некого. Работата е представниците на народот, политичките партии, пратениците во собранието да донесат одлука дали државата ќе отпочне преговори со Европската унија или државата нема да отпочне преговори со Европската унија. Тоа е одлуката која што е пред нас. Бунтот и револтот на граѓаните сепак немало да играат клучна улога во одлуката на власта за предлогот. Ковачевски вели дека одлуките ќе ги носеле македонските институции, а во име на народот ќе одлучувале пратениците. Мишел, кој за еден месец втор пат доаѓа во Македонија со порака дека овој предлог бил најдобар и сега била историската шанса да се прифати, одлуката вели била кај нас. Се обиде да уверува дека официјален Брисел го признава нашиот македонски јазик и идентитет, но не заборави да каже дека за нив биле важни добрососедските односи, што всушност е и потврда дека застануваат на страната на Бугарија како членка на Унијата. И минатата недела Советот на ЕУ состави ново компромисно решение и лично јас сум уверен дека ова е урамнотежено решение кое што се упатува на вашите загрижености и целта е јасна да се започне со пристапните преговори и конечно да се придвижиме кон градење на нашата заедничка иднина во ЕУ. Ако кажете да, првата меѓувладина конференција ќе се организира во следните неколку денови и ќе имплементира одлуката од март 2020 и ќе следат следните чекори, но ќе следуваат веднаш. Мишел ги представил позициите за францускиот предлог и на председателот Стево Пендаровски и координаторите на политичките партии во собранието, ама седнал намаси со помалите партии во власта, кои јасно кажа дека во ваква форма не го прифаќаат францускиот предлог. Според тврдењата на Ковачевски, иако најавено, францускиот предлог денеска не се нашол на владината седница. По сите консултации документите вели ќе ги испратил до собранието, но ќе бил објавен и билатералниот протокол со Бугарија.